Почитувани, добре не дојдовте во најновото издание на емисијата Спортодром со Мики. Јас сум Мики Виденовиќ, ова е 1101-то поред издание на емисијата Спортодром, а последно за ова календарска година. Значи, ќе направиме пауза, па може би рече си цел месец, меѓутоа се во интерес на новогодишните и божикните празнувања. Како да ја затвориме годинашнава спортска 2025? Има ли поубаво нешто отколку да ја затворите спортската година со светско првенство во ракомет, жени? За жал, македонската репрезентација не беше дел од тоа светско првенство, но гледавме врвен атомски ракомет. Норвежанките ги обединија трите круни. Стана светски првенки, а се актуелни европски и олимписки победнички. Во финалето Норвешка подобра од Германија. Во борба за третото место се радува французинките, кои пак ја совлада домашната селекција на Холандија. Навистина врвен, пак ќе речам, атомски ракомет, на кој што може да му позавида дури и нивните машки колеги. А 2026 година на Европско првенство во ракомет, година на Светско првенство во фудбал. Историско светско на северноамериканскиот континент, Мехико, USA и Канада домакини. Сега, што се случуваше во македонскиот, па и кавадаричкиот спорт во оваа 2025? Многу работи. Меѓутоа, она што ја одбележа оваа 2025 е последниот месец декември. Значи, голем број на спортски колективи кренаа глас против министерот за спорт, пред се Борко Ристевски, со оглед на фактот што е од нивната фела. Во кошарката, 3 екипи кои што настапуваат во Европа, ТФТ, МЗТ и Пелистен, ми се чини, си добија дел од субвенции. Субвенции доби 4-та екипа која што не е дел од кошаркарска Европа, а сите останати, радувајте се, ке биде. Синоќа, за време на ракометниот надпревар ГРК Тиквеш Еврофарм Пелистер 2 добива информација дека сигурно субвенции добија Вардар, Пелистер и Алколит. Не сум сигурен за Охрид, но Бутел и Тиквеш, кои исто така играа во Европа, не добија ама баш ништо. А за останатите да не правиме муавет. И пак ќе речем, радувајте се, ке биде. Покрај тоа што не се добиени субвенциите од државата, не се добиени ниту оние донации, знаете, од игри на среќа, па од игрите на среќа се распределуваат средствата, некој таму си процент на федерациите, потоа федерациите ги прешалваат на клубовите, а имам информација дека веќе втора година тие средства воопшто не се распоредуваат. Клубовите мака мачат со финансиите. Следува вистински спортски крах за Македонија, ако нешто подитно не се смени. Значи, подитно. Министерот Борко Ристовски уште таму на стартот на неговиот мандат направи една грешка во чекори, барем според мене. Им ги укина субвенциите на третолигашите и пониските лигаши. Меѓутоа, кога ќе ударите математика, 5 трети лиги по 5-16 екипи, тоа се 80 екипи.
и сигурно има 80 екипи во општинските лиги, значи 160 фудбалски екипи останаа без средства од државата за гола екзистенција, би рекли. Сега за сега се игра, меѓутоа како ќе биде напролет, Бога ми, навистина не знам. Кошаркарите најавија бунт, дека нема да играат. И наеднаш некој им тури фластер, чутат. А ракометарите дадоа поддршка, меѓутоа сега само онака поединечни инциденти, дај поможете ова, она, немаме уште ни што пуштено пари. А ние сакаме срце на терен. Бараме победи, бараме квалитетни представи, кошаркарски, ракометни, фудбалски, а ваму маките танталови. Ке бидем искрен, ке направиме рекапитулар. Да видиме како изгледа табелата во првата македонска фудбалска лига. Есенски шампион Вардар, 42 бода. Струга втора, 41. Трета е Шкендија, 36. Пасилекс четврти, 31. Сега. Натаму. Арсими и Башкими по 22, Бреда 19, Тиквеш 18. Тиквеше на онаа граница. Знаете дека следната година ќе се намалува бројот на екипи во првата и втората лига, така да од првата ќе испаднат директно 3, па после останатите ќе играат бараж и така натаму, така натаму. Значи, Тиквеш има 18 на 8-то место, Пелистер има 16, Македонија Ѓорче Петров 15, Работнички 7 и Шкупи само 1 бод. Следното коло ќе се одигра на 15 февруари. За кавадарчани лош ден. Сега некој ќе праша зошто лош ден. Ден после Свети Трифун. Сега може да замислите зошто. Работнички ќе игра со Вардар. Дербито го играат Струга и Силекс. Арсими ќе ја пречека Брера, Башкими ќе игра со Пелистер, Македонија Ѓорче Петров ќе игра со Шкупи, а Тиквеш во Кавадарци ќе ја нагости Шкендија. Ако се средат финансиите, ако се стабилизираат клубовите, ако се одработат зимските подготовки онака како што треба, можеме да очекуваме интересна пролет, меѓутоа пред се на кавадаричките фудбалери им посакуваме да изберат опстанок во елитата. Тоа е примерна цел. Втора македонска фудбалска лига, таму се одигра 15 кола до сега. И еве како изгледа табелата. Лидер, есенски шампион Охрид, 36 бода. Бод повеќе од второпласираната Шкендија Рачинова која има 35. На третото место е Брегалница Штип со 33, а четврта е Беласица со 31. Тука е Скопје со 29 и Новаци со 27. Следува Детонит Плачковица 26, Осогово со 24. Сега првакот влева директно, вториот и третиот играат баражи. Од 12-тото, значи Кожув, Саса, Тетекс се 9, 10 и 11, 12 е Вардар Неготино, па Победа, Преспа, Слога Виници, Големо Конјари. Значи од Вардар Неготино па се до последното место до Големо Конјари екипите испаѓаат 12, 13, 14, 15, 16. Трите од 9-тото до 11-тото, тоа се Кожув, Саса, Тетекс, играат баражи, така да ќе биде интересно и во втората лига, а на комшиите од Неготино им посакуваме исто што и на нашите фудбалери, да изберат опстанок во второлигашкото друштво. Трета лига Југ. Есенски шампион Предалец, 31 бод. Ист број бодови има и вториот велешки тим Борец. Значи по 31 двете екипи се на врвот, меѓутоа
гол разликата во корист на Превалец. Превалец има 49 дадено, само 8 примени, Борец има 42 дадено и само 7 примени. На високото трето место Росоман, која има 24 бода. Следува Ултрас со 22, Ултрас од Прилеп и Венец од Долни Дисан. Двете екипи имаат по 22 бода. Само да споменам да нема некој недоразбирање. Венец доправа треба да го одигра за останатиот надпревар со Дреново, а јас веќе ги впишав тие 3 бода на Венец од дуелот со Дреново. Значи, ако случајно нешто дојде до некој огромно изненадување, да знаете каде ќе се кинат и додаваат бодови. Значи, Венец 5-ти, Питогули Крушево на 6-то место со 17 бодови, следуваат Бучин и Младост Кривогаштани кои имаат по 15. По 13 бода имаат Млекар и Влазними јуниор од село Пресел. 12 бода има Башкими од Јаболчиште, 8 бодови има Тополка, Дреново само 1 бод и катастрофална гор разлика од само 9 примени, 9 дадени и 58 примени голови. На последното место е Слога од Влажане, кој што не ни го започна ова надпреварување. Сега, прва футсал лига, немаме табели резултати, јас само ќе ви ги нафрлам, со на фактот што тие уште настапуваат. Значи, немаме резултат од надпреварот Климиш Купи, а Мал Ајакс и Бутел вечерва играат. Во останатите 3 средби, Кеги Моби Јувентус Ерава 3-1, Балкан Форца 7-17 и КМФ проект Осогово 18-0. На табелата токму КМФ проект по 8 кола, 8 победи, 24 бода. Форца е на второто место со 7 победи и само 1 пораз, 21 бод. На третото место е Кеги Моби со 18, четврти е Бутел со 10, Клими има 9, колку што имаат Јувентус, Ерава и Балкан. Сега, на Клими има надпревар помалку, нели? Осогово со 6 бода е на 8-то место, на предпоследното е Шкупи со 4, последен Мал Ајакс со 3. Ако е точен распоредот, во следното коло Клими треба да му гостуваат на Осогово. Кавардац има 2 представника во футсал лигата, еден во првата, еден во втората лига. Еве ги резултатите од втората футсал лига, 8 коло. Црна Река Партизан Југ 12-4. Конзули Кратово 6-4. ССК Скопје Фудбал Старс 9-7. Се Универзити Железарец 4-3 и Овче Поле Карадаку 7-1. По 8 одиграни кола, Железарец прв 19 бодови, Каршијака е на второто место со 15, таа беше слободна во ова кола. На третото место е Црна Река со 14 бодови. Значи Каршијака има 15, Црна Река 14. Фудбал Старс и Сет Универзити имаат по 12 бодови, Партизан Југ 10, Овче Поле 8, Кратово и Конзули по 7, последен е тимот на Карадаку без ниту еден освоен бод. Одеве веднаш на машката ракометна Суперлига. 17-то коло. ГРК Тиквеш, Еврофарм Пелистер 2, 27-26. Алкалоид Куманово 42-25. Варда Радовиш 40-26. Пролет Бутел 23-26. Струга Прилеп 25-33 и сензација, изненадување. Охрид Пелистер 29-25 победа на охриѓани, меѓутоа направија мечкина услуга на Вардар во борба за шампионската титула. Вардар прв 32 бода, дури 4 повеќе од вториот Пелистер. 28 има Еврофарм Пелистер. Алкалоид и Охрид имаат по 27, Бутел и Тиквеш имаат по 18, Прилеп има 16, 15 има Пелистер двојката, Тинекс има 12,
Струга 6, Куманово 5 и Радовише без бодови. Има уште едно коло до крајот на оваа календарска година за ракометарите. Куманово Струга, Радовиш Охрид, Еврофарм Пелистер 2 Пролет, Бутел Алкалоид и Прилеп Вардар. Тиквеш ќе му гостува на тимот на Еврофарм Пелистер. Само да споменам дека со победата против Еврофарм Пелистер 2 на некој начин сме чекор поблиску до плей-офот, иако со прикажаната игра, сега ќе се вадиме, нели, нема плати, па вака, па нака, една работа да не биде јасна. Ако се буниме и ако нема плати, тогаш се буниме, штрекуваме, не играме, нема излегување на терен. Меѓутоа, ако излезете на терен, срце на терен, ќе играте како последен надправа да вие, како да играте за освојување на Лига на шампиони. Да се разбереме. Значи, нема тука, не играм, не ми дале пари, ми доцнат 3 плати, 5 плати, што ти ја знам. Не. Тоа пред надправа. И се кажува, ако не исплатите, не излегуваме, не играме. А ако излезете на терен, тогаш го давате максимално. Да сме на чисто. Реков, уште едно коло има, наредното во новата 2026 ќе се игра на 7 февруари. Ќе има уште 4 кола до крајот. И сега во конкуренција за оние две места, 5 и 6 кои што носат пласман во плей-офот се Тиквеш, Бутел, Прилеп и Еврофарм Пелистер 2. Тиквеш од 7 февруари прво ќе игра дома со Радовиш, а има уште една дома со Куманово. Инаку Радовиш и Куманово се двете последно пласирани екипи. Меѓутоа Тиквеш има интересни гостувања. Не се тешки, ама се интересни. Против директните конкуренти гостуваме во Прилеп, кај Прилеп, и гостуваме кај Бутел. Бутел, од друга страна, има лесен противник Струга на гости, пак ќе речеме и Тиквеш дома. Меѓутоа, Бутел ќе игра дома со Вардар и на гости со Охрид. Прилепчани исто така се поделени. Имаат една лесна дома со Радовиш и со Тиквеш, а гостуваат на Охрид и на Еврофарм Пелистер. Значи, двете противсилни екипи гостуваат. И Еврофарм Пелистер 2 има до некаде, па би рекол тука како и ние, најлесен распоред. Еврофарм Пелистер ќе игра дома со Струга, ќе му гостува на Радовиш, меѓутоа му гостуваат на постариот брат Еврофарм Пелистер и дома играат со Алкалоид. И сега, зошто реков тука некаде? Двете победи. Значи, ако Тиквеш успее да победи против Радовиш и Куманово, тоа се 22 бода. Од друга страна, Бутел, ако успее да победи Струга, ќе има 20, и со Тиквеш, да речеме, да загубиете од Бутел, ќе има 22. И тој. Еврофарм Пелистер 2, сега за сега има 15 бодови. Двата од Струга 17, двата од Радовиш 19. Алкалоид и Еврофарм Пелистер нема да ги сметам и нема да го сметам над преварот со Пролет, кој што може многу да реши. Меѓутоа пак ќе речем, моментално имаат 15, Струга 17, а Радовиш 19 и еве со Пролет да тепа 21. Пак имаат помалку од Тиквеш. Тиквеш во следното коло игра со Вардар, Еврофарм Пелистер 2 дома игра со Пролет. И последната анализа е Прилеп, кој има 16 бодови. Прилеп доколку го победи Радовиш, ќе има 18, ако го победи Тиквеш, ќе има 20 и остануваат Охрид, Еврофарм Пелистер, меѓутоа Прилеп во наредното коло дома игра со Вардар, така да Бутел и Тиквеш на некој начин
сами меѓу себе одлучуваат за нивната судбина. Единствено ако не направат Еврофарм Пелистер 2 и прилеп некои огромни изненадувања, па нешто да се смени во ЕСАПот. Инаку бројките така велат. Прва машка ракометна лига, овдека немате табели резултати, ја само ќе нафрлам, чисто да бидете информирани. Вардар Неготино Овче поле 43-34, Преспа Јехона 23-25, Партизан Кичево 44-26, Аеродром Текстилец 37-32, Шампион Драчево 26-43 и дербито на колото Мултиесенс Македонија Ѓорче Петров се игра утре. Младост на табелата има 24, Мултиесенс има 22, Вардар Неготино на третото место има 18, колку што има и Драчево јуниор. Следуваат Македонија Ѓорче Петров и Јехона со по 14, Аеродром и Текстилец 12, Партизан 11, Овче поле 8, Преспа 6, Шампион 2 и Кичево 1. Следното коло ракометните прволигаши ми се чини ќе го одиграат на Свети Трифон на 14 февруари, а Вардар Неготино ќе гостува кај Кичево, кај последно пласираната екипа. Суперлига жени 12-то коло, Ѓорче Петров Металург во дербито 31-27. Куманово Спартак 39-37, Пелистер Вардар 27-30, Чаир Стибо 41-22. На табелата Ѓорче и Металург имаат по 21 бод, Чаир има 20. Следува Вардар со 14, меѓутоа Ѓорче, Металург и Чаир ќе решаваат многу работи. Прва лига жени 12 коло, Деспина Овче поле 20-21, Стружанка Ѓорче Петров 2-30-28 и Шампион Атлетик 5-29. Атлетик е прв со 20 бодови, пред Овче поле со 16, Ѓорче 2 има 14, Деспина 10, Стружанка 8, Јехона 4, Шампиони без бодови. Меѓутоа, ај малце да го искарам тренерот на ГРК Тиквеш, значи Кики Грчевски, и тоа му кажа дека ќе го карам, тој вели немам гајле слободно. Женската ракометна репрезентација одигра еден исклучително квалитетен турнир во Анкара во Турција. Игравме со Турција, Словенија и Словачка и го освоивме патем речено тој турнир. Меѓутоа, Кики Грчевски постојано потенцира дека некако девојките не им се обрнува доволно внимание, што се слагам. Не им се обрнува доволно внимание во нивните клубови. Меѓутоа, јас ке додадам, не им се обрнува доволно внимание нито од федерацијата и од надлежните органи во таа федерација, вклучувајќи ги и селекторите. Зошто? Предложи Грчевски, вели, потребно е да направиме клуб репрезентација. Нешто ала алкалоид на Кира Лазаров. Што мислите, зошто Кира Лазаров се сложи да го направи тоа со алкалоид? Затоа што му е сигурно работата и селекторска и тренерска. Глава не го боли. Сигурно му е. Меѓутоа, ќе видиме сега на европското колку се квалитетите и можностите на една таква репрезентација. Јас ќе испомнам централните бекови во репрезентацијата. Значи, Марко Митев ќе го изоставам. Талент без премец. Меѓутоа, што бара Георгиев? Што бара Дамјан Митев заради Батеја? Има уште еден и тој е алколит. 4 средни бека, сите 4 од алколит. Која е минутажата што ја добива тие 4 бека во алколит? Каде се Мирче Каледжиевски? Каде е Славчо Шулевски? Вчера го гледав Христијан Митревски, Еврофарм Пелистер 2. Дечкото е измислен за овие од алколит. И висок, и силен шут, и шутира, и влегува, и се. Меѓутоа, не игра во алколит, не може да не го зима него Кире. Исто, господине Грчевски, ќе се случи
со таа женска екипа репрезентација. Оно и сега нема репрезентативки. Зошто мене ме чуди, зошто нема од Стружанка, зошто нема од Јехона, од Пелистер, од што знам, од Спартак, од Астибо, од Овче поле. Што таму не играат ракомет. Само овие од Вардар, од Металург, од Ѓорче, само тие се најдобрите. Затоа ќе немаме, никогаш ќе немаме ракомет, се додека ние си ги форсираме нашите. Од друга страна, еден човек кој што е 100 години во ракометот, вчера ми вика: "Абе, имаш ти некој дете да ми го пуштиш во репрезентација?" Имам. Има некоја роднина во Скопје? Еми нема. Ај, кај ќе го станеме сега да спие? И тоа се случува. Не го земаме затоа што треба да му платиме сместување, јадење, јадење и така натаму, ама сместување. Ако нема роднина во Скопје, чао. Ако не игра во скопска екипа, чао. Штедат федерациите. Штедат. После ќе говориме за кошарката, па прашате ги кошаркарите колку се штеди и како се штеди. Да бидеме скроз начисти. Значи, убаво е да се има клуб репрезентација. Меѓутоа во тој клуб да бидат само најдобрите. А не како, што знам, во Алкалоид, таму Кира Лазаров тврди дека се најдобрите, а се далеко од најдобрите. Еве, репрезентацијата ќе ја земеме. Каде му е Узунчев? Зошто Серафимов, аман. Саврески, аман. Тодор Узунчев го измисля ракометот из овие двајца. Па макар и Томи Јагориновски кој што игра по 5 минути во Охшт. Ајде да бидеме фер и коректни. Еве, не ги спомнувам кавадаречките ракометари. Имаме толку квалитетни леви бекови кои што може да го одмерат Кузмановски. Меѓутоа, не се од Скопје, не играат за скопски екипи. Го упропастуваме Джонов, одличен лев бек според мене, меѓутоа ние го туриме криво да игра. Зошто? Немало на местото на, шо знам, му откажал Љубов Манасков, па сега овие двајцата од Битола, Атанасиевич, нема кој да го замени, па Цветан ако дојде, па и може би тоа. Имаме би и леви крила колку што би душа сака. Имаме. Го гледав вчера, пак ќе речам, Еврофарм Пелистер 2. Го гледав Марковски. Пикер, кој што кера Анастасовски на вистина е класа пред другите. Меѓутоа ние упорно форсираме, дај ја видат Алкалоид. Истото ќе го направите господине Грчевски и вие ако дојде до тоа, бидејќи ќе ви свиркаат од озгора од федерацијата, ова земја, ова ќе игра, ова нема да игра. И џабе ќе велиме ние, не, тоа нема да се случи кај мене. Не, тако нешто јас да направам, нема шанси. И кога ќе видите, се е исто. Само резултати нема. И после ќе се чудиме зошто нашите селекции се меѓу последните на ранг листите и европски и светски. На девојките ќе им посакаме успех понатаму. Знам дека имаме квалитет во оваа моментално женска репрезентација, иако може да се подзакрпи. И втора работа, тоа што играат во странство, тоа не значи дека се добри. Кај игра? Трета лига Шпанија. Море мајката. Ава кај игра? Таа игра во Италија. А колку игра? Ами ја пуштат по 20 секунди на утакмица. И игра во Италија затоа што игра по 20 секунди на утакмица, јас да земам во репрезентација? Не. Не. Тоа е секогаш така, се знае. Најподготвените и најдобрите ќе играат. За жал, кај нас е најподготвените, најдобрите и оние со најсилни врски во федерацијата, кај селекторот и така натаму. И што друго да ви кажам? И после, олеле, немаме спорт. Па ќе немаме. И се дека така размислуваме, и се дека така правиме, никогаш нема да имаме. Ајде со кошарката да видиме што правиме. 10 коло, прва машка, односно машка кошаркарска суперлига.
Тиквеш Голден Игл Пелистер 76-99. Гостивар ТФТ 83-93. Чаир Ангели 103-79. Маџари Феникс 85-80. Кожув Куманово 192. Работнички МЗТ ни Д Дерби 72-90. Наредниот викенд. Куманово Работнички, МЗТ Чаир, Ангели Маџари, Феникс Гостивар, Пелистер Кожув, мини дерби, а Тиквеш Голден Игл му гостува на ТФТ, тоа е последно коло за оваа календарска година. ТФТ е лидер со 19, МЗТ второ 18, Пелистер 17, Куманово и Кожув по 16, Маџари и Работнички по 15, Чаир 14, Тиквеш и Феникс по 13, Гостивар 12, 11 има тимот на Ангели. Новата сезона во 2026 за кошаркарите почнува на 10 јануари. 10 јануари и за мажите и за жените. Во првото коло во 26-та Тиквеш дома игра со Гостивар. Чисто да се знае. Сега, што да ви кажам, прво да ги искритикувам, да ви кажам две работи. Едната се однесува на мојот занает, втората се однесува на вашиот занает. Луѓе, не е штос, овие, знаеш, убаво кажа, не. Секоја една информација проверете ја. Особено овие портали, везе нема. Ние сме спортски портал, ние джабе, бре. Отворете Гол.мк. Значи, Gol.mk. Кога ќе ви се отвори, има таму фудбал, ракомет, кошарка, кликнете на кошарка. Па ќе ви се отвори вести, резултати, распоред, табела. Кликнете на табела. МЗТ Скопје 9-0-0. Значи 9 победи, без пораз, без нерешен резултат. Иако, уште во второ, трето коло, МЗТ доживеа пораз. Службена ма се е пораз. Знаете за состојбата на надпреварот со Ангели, кога МЗТ пушти играч кој што не беше пријавен, го немаше на пријавната листа, и го загуби службено тој надпревар со Ангели, 20-0, и изгора на тоа заради грешката, не му беше доделен еден бод за поразот. Знаете, во кошарката, кога екипата што победува добива 2 бода, поразениот добива 1. На МЗТ не му беше даден тој 1 бод. И токму затоа состојбата е ваква како што ние ви кажуваме, бидејќи се проверени релевантни информациите. А сите оние други квази новинари, кои што се обидува да пишат све и се што, нека си продолжат да се пишат, а вие ќе ме молам да се одлучите самите на кого ќе му верувате. Ете така. Тоа е од мојата бранша. Сега од вашата бранша. Тиквеш одигра катастрофално. Катастрофално. Сами се победивме, тука нема што, нема дилеми. Мора да бидат психички подготвени кошаркарите. Прво, од која гледна точка? Например, Петар Бошалевски. Во прва четвртина му свирнаа 3 лични. И веднаш паѓа концентрација, разочарување и ред други работи. Што знам, на неколку наши кошаркари им беа досудени сомнителни фаули, џабе се буниш со судиите, кога судиите секој се го право, и не можеш ти да истераш некоја правда, но од друга страна можеш само да направиш лоша работа за твојот тим, бидејќи ќе се изнервираш, ред други работи, може и некоја тешка глупост да направиш на теренот, ама нема да ти оди шутот, усета таа нервоза. Тоа се ситните работи кои што судиите ги прават за да им помогнат на одредени клубови. Во ситуацијата, во состојбата со Тиквеш, имаше такви работи, меѓутоа, пак ќе речем, Тиквеш сам се победи. Зошто? Па не сум знаел дека во Тиквеш Голден Игл плаќаат манекени, трендсетери, джетсетери, инфлуенсери, фотомодели. Тие не добиваат плата да играат кошарка. Тие добиваат плата да се сликаат, а тие што ги сликаат пак ги лажат. Знаете ли, вака, ова добро, ова не е, вамо...
сите ќе ве гледаат, ќе дојде 3000 публика на терен и после ги броам пред да почне надпреварот од мојата лева страна на трибина 20 луѓе во публика плюс 12 припадници на Министерството за внатрешни работи. Значи, прекинете бре деца, ако сакате да бидете квалитет, ако сакате да се продадете, прекинете со тие смешни, мислите дека е интересно, добро и убаво, меѓутоа не чини. Вие земате плата да играте и да го покажете на теренот тоа што го знаете, а не да ме изигравате звезди, манекени, ликовни уметници, музички уметници, што ти ја знам тамо. Не, вие во клубот кошаркарски Тиквеш Голден Игл не сте да се сликате, не сте да изигравате новинари, не сте да изигравате пеачи, вие не сте таму да му кажувате на овој што пушта музика, која музика да ви ја пушти на загревање. Еве, кој си ти? Ти си дојден таму да играш, не си ти дојден таму да кажеш, ај пушти ми ти мене Шошана. Претерувате. И ако клубот го дозволи во продолжение се ова, клубот ке тони. И да не барате вина кај Атанас Манев. Кај Атанас Манев може да најдете вина само за тоа ако не ги казне. Ако ќе почне да ги казнува, и играчите, и што знам тие што се со играчите, и фотографи, и новинари, сите, тогаш ќе биде. Пардон. Веќе почнува и гласната жица да ми... Значи, има луѓе кои што работа им е тоа, да ја информираат јавноста, да пренесат убаво, лошо, добро, ова чини, она не чини. И сега што правиме? Губиме. Резултатот не доаѓа со тоа што ќе седнам ја на кошот и ќе изигравам, видејте ме. Или ќе седнам со кошот, баскетот ќе вземам во рака и ќе викам Насе Димов, ако дојде на време, ќе се случи нешто лошо. Насе Димов дојде на време на надпреварот со Пелистер. И се случи лошо. И сега треба да му веруваме на тоа. Значи, секоја реклама не е реклама. Секоја реклама може да биде и антиреклама. А вие си правите антиреклама на вас, на кошарката во Кавадарци, на спортот во Кавадарци воопшто. Тоа е антиреклама. Кој што ви кажува поинаку, вие верувајте му, па ќе видите што ќе се случи. И да не барате публика. Публика доаѓа да гледа надпревар, да гледа борба, да гледа кошеви, голови, да гледа победи, а не да гледа како манекените тамо ми се шетаат, ми се фрцкаат по теренот и губат по 20-30 рази. И нема да ја вратите публиката. Ни еден Reels, ни еден Insta профил, ни еден фотограф нема да ви ја врати публиката. Ќе ја вратите само со добри игри и резултати. Во женска конкуренција, значи прва женска кошаркарска лига, на програмата беше 8 коло и убави вести, конечно. Бадел, ProBasket 75-76. Ке ви кажам нешто за овој надпревар. Патриот Паланка 53-103, Баскет КМЗ-та 64-45 и Спортим Неготина Вардар 54-84. Што да ви кажам? Почнува надпреварот, ја гледав репризата од надпревара. Значи, почнува надпреварот и ProBasket поведува 0-2. И замислете што се случува. Примаме 21 кош во серија. И Бадел води 21-2. И си викаш, леле, кога ќе подберат се вие нешто. Меѓутоа, мудра игра, мудра, смирена, девојки се, па не изиграваат трендсеттерки, джетсеттерки. Знаат и тие чат-пат понекогаш да ми се качат на обрач, да глумат тамо глумици, пеачки, звезди, мега, вакви, такви. Меѓутоа, тоа е чат-пат, како што велам. Очигледно Насе Димов размислува на таа тема. И сега што се случи со резултатот? Постепено, полека, се топеше, за да на крај дојдеме до победа, 75-76.
Зошто? Затоа што имавме едно Томас, имавме една Милица Јовановиќ, имавме уште неколку наши и пријатното изненадување Цветанка Димова, кој што според мене беше оној X фактор на овој надпревар. А во следното коло, ќе ви кажам само наредната недела, овде во Кавадарци се игра комшиското дерби. Ако го немаме во фудбал, ако го немаме во ракомет, ако го немаме во кошарка, па го имаме во женска кошарка. Про баскет во Кавадарци го пречекува тимот на Спорт Тим Неготино. Покана за кавадарчани и неготинци во Сава Јаспин, ќе бидете благодарени известени каде, што и како. Инаку на 10 јануари продолжува сезоната во 2026. Про баскет ќе му гостува на Патриот, а Спорт Тим дома во Неготино ќе го пречека Бадел. Да ви кажам дека карате клубот всушност Сансај Метал Апостолов викендов организираше полагање за појаси, жолти, црни, бели, виолетови. Бев спречен, не можев да отидам на тој настан. Меѓутоа, само да кажам дека со убав повод ја затвараат спортската 2025. Секоја чест за она што го направите во 2025. А овие од БЈ Будо, од Центарот за борички вештини Будо, пак ќе ги скарам, сега ќе ги кажам на Александар Ристовски принц, малце да им одржи лекција. Учествувавме со тројца, освоивме 2 златни и 1 сребро. Кој тројца бе? Кој тројца? Кажи ги по име. Ристо освои злато, Петко освои сребро, Џоко освои бронза. По име и презиме да ги чујат луѓето, бре. Се надевам дека овие комуникацијски врски ќе работат многу подобро во 2026-та. Се надевам дека во 2026-та ќе се радуваме на многу повеќе победи, на многу поголеми успеси, на поголем број на медали, пехари и така натаму и така натаму. И се надевам помалку ќе се караме, ќе се расправаме и ќе говориме само за убави работи. Што да ви кажам? Прекинете да се сликате, со мислите бидете на теренот и на надпреварот. А по надпреварот, сликајте се колку што ви душа сака. Пред надпревар, не. Некој ќе рече, па после секој надпревар доаѓа нов. Да, меѓутоа после надпреварот имаш ден-два за одмор. Од третиот веќе, значи ако си игра надпреварот во недела, одмор понеделник, вторник, сликај се колку сакаш. Среда, четврток, петок веќе доаѓа другиот надпревар и психички треба да се подготвиш за истиот. Не се подготвиш психички со тоа што ја имам обичај различни чарапи носам за време на утакмицата. А ти што обичај имаш, ја мајцата наопак која вртам да не ме урочат. Мислите дека сте интересни? Напротив, пак ти речам, си правите антиреклама на вас, на клубот и на спортот воопшто, не само во Кавадарци, тука во нашата земја. Ете, што друго да ви кажам во ова 2025. Нека му се честити медалите, дипломите, пехарите, бодовите на сите оние кои што тоа нешто и го направија. За во 2026 ќе ви посекам само прво многу здравје, малку повеќе ум, памет и се надевам дека среќата нема да ни го црти грбот. Се надевам дека и државата малце ќе се опамети и малце повеќе ќе почне да вложува во нашите спортисти и спортски клубови, спортски колективи. Да не биде да форсираме само зошто бре само на Вардар, на Колит и на Пелистер му даваме пари. Шо овие другите не играат. Тие немаат деца за гледање. Тие не треба да платат суди, не треба да платат автобус превоз. Да сме на чисто. 2026 нека ви донесе берикет, многу здравје и многу успех. Спортската редакција на КТВ телевизија овде, на ова место, ја завршува 2025-та, а овде, на ова место, ќе стартуваме 2026-та, но тоа ќе биде за 2-30 дена. До тогаш, останете им во добро здравје, во добра мисла, среќна нова година, среќни божични празници и сите тие
во месец јануари кои што идат, доаѓаат и се надевам 26-та ќе ни биде ептен подобро од 25-та.